Почитуван председателе, почитувани членови симпатизери на ВМРО ДПМН, почитувани членови на Коалицијата за подобра Македонија, драги кичевшани. Помина една година од локалните избори, но тука сме и ќе продолжиме со борбата, не се грижете. Денес сум овде во друга функција. Денес сум овде да говорам за председателските избори, за Ѓорѓе Иванов и за функцијата председател. Дозволете да ве подсетам или да ви посочам прво што значи да се биде председател на една држава. Председателот на државата е највисокото олицетворение на тоа кој сме и какви сме како македонци. Оној што ќе биде избран за председател на државата е оној преку кого ќе не препознава целиот свет. Впечатокот за тоа каква е македонската култура, каква е традицијата, каква е историјата, колку се начитани луѓето во Македонија, каков карактер имаат, какви вредности имаат, во што веруваат, кои и какви се македонците, во светот ќе зависи од тоа кој ни е председател и каков човек ќе одбереме. Уште поважно е во Македонија кој ќе ни биде председател. Функцијата председател е највисоката функција. Председателот на државата е командант на армијата на Република Македонија. Тој заседава со Советот за национална безбедност. Тој е човекот кон кого се обраќа, кон кого гледа целата држава кога постои национален проблем. Тој е човекот кој треба да има карактер да ги решава тие ситуации, особено кога се исклучително сложени. Малку луѓе во нашата историја го имале тој капацитет, тој карактер и желба целосно да се посветат на таа функција. Да спомнам некој од нив, бидејќи споредбата со Ѓорѓе Иванов е сосема на место. Да ги спомнам Никола Карев, да ги спомнам Методи Андонов Ченто, да го спомнам Борис Трајковски. Тоа се луѓето кои се споредуваат со Ѓорѓе Иванов. Но Ѓорѓе Иванов го познавам и лично. Го познав и председателот Трајковски, извонреден човек. Го познавам и Ѓорѓе Иванов, човек со големо срце и извонредни човечки квалитети, но и квалитети како водач. Да се води држава не е едноставна работа. И не е работа на еден човек. Да се води држава бара тимски напор. Затоа, во политиката, кога оценувате еден човек, треба да гледате и на кој тим тој му припаѓа. Кои се принципите и вредностите на тимот на кој му припаѓа. Не само каков е како индивидуалец, што е исклучително важно, туку кој е тимот и какви резултати има постигнато. Бидејќи низ таква тимска работа тој ќе ја врши функцијата председател на државата или било која друга политичка функција. Затоа, за да ве подсетам, дозволете да кажам за некои од постигнувањата, особено во делот за што јас сум одговорен како член на владата, во делот на економијата, што овој тим, тимот на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, тим со председателот Иванов на чело, ги има постигнато. Иако беше доста тежок економски период, и на ВМРО ДПМН и на председателот ни падна задачата да ја водиме државата во економски исклучително тешки времиња. Погледнете само по медиумите што се случуваше, подсетете се во некои од државите во соседството и во Европа. И некаде тоа уште трае. За тој период, кога кај овие држави се зголемуваше невработеноста, паѓаа субвенциите, паѓаше помошта што ја дава државата, едноставно се соочуваа со сериозни економски проблеми, кај нас работата одеше на подобро. Имаме раст на економијата во изминатите 6 години од 60%, раст на платите од 60%, раст на извоз од 75%, раст на бруто инвестициите од 90% и раст на странските туристи од 98%. Сите важни индикатори успеавме да ги подобриме. Направивме и доста големи проекти во делот на инфраструктурата. На дел од нив сте сведоци и самите вие. Успеавме, заедно со председателот, да испреговараме еден пакет со кој што во овој момент се градат 3 автопатишта низ Македонија, од кој еден токму од Кичево до Охрид. Во вкупна вредност од речиси 1 милиарда евра, сите 3 заедно. Инвестиравме и во железницата,
и во реконструкција и во правење на нов крак с поврзување со Бугарија, инвестиравме во енергетиката и во постоечките објекти, и во нови објекти, направивме нов ветерен парк, направивме нова хидроцентрала Света Петка. Донесовме странски инвеститори со кои што во голем дел од државата се ублажи значително проблемот со невработеноста. Ако денеска појдете во Штип, ако појдете во Кавадарци, ако појдете во Гевгелија, благодарение на политиките што овој тим ги спроведуваше, речи се и да нема невработени. Никогаш не може да се постигне целосна вработеност, но драстично во овие населени места го намаливме бројот на невработени и тие почнаа да влечат вработени од соседните места. Тоа се политики на овој тим кои што давале резултати. Спроведовме и мерки во сите сегменти на живеењето на луѓето. Ги намаливме даноците, ги намаливме цените на лековите, на телекомуникацијските услуги, ги намаливме цените на студирањето. А ги зголемивме платите во администрацијата, пензиите, социјалната помош, субвенциите за земјоделците. Све што требаше да се зголемува, све што требаше да се намалува, се намалува. Не постои граѓанин, ниту еден тука меѓу вас, кој што на еден или на друг начин во изминатиот период не бил допрен и не почувствувал некаква корист, некакво подобрување во сопствениот живот како резултат на овие политики. И за пензионери, и за вработени, и за невработени, и за професионални војници, за ученици, за студенти, за самохрани мајки, за деца без родители, за бизнисмени, за спортисти. Која год сакате група фатете ја, ќе најдете некоја мерка или политика што е спроведена за подобрување на нивниот живот. Некој пат не прашуваат добро од каде е таа енергија, од каде се сите идеи што и председателот и владата ги црпи, па толку се ангажира и може толку да сработи. Многу едноставен одговорот, тоа е од народот. Оно што ние го правиме во изминатиот период, го задржавме контактот со народот. Низ многу механизми, низ трибини, низ посети на терен, низ примање на луѓето во нашите кабинети. Председателот Иванов е човек кој што во својот кабинет има примерно повеќе луѓе отколку речиси сите претходни председатели на државата заедно. Председателот Иванов беше директно вклучен и во голем број од проектите. Бидејќи стававме камен темелник овдека во скоро време на автопатот што ќе се гради од Кичево до Охрид, само една мала епизода за улогата на председателот Иванов и за она што некој пат опозицијата го вели или можеби некој недоволно упатени луѓе дека председателот нема ингеренции во економијата. Кога председателот сака, тој има ингеренции во се. За време на тие преговори што ги имавме со кинеската страна, кои што траја цела година и кои што навистина дојдоа во една тешка фаза, кога беше потребно да се поттурне, кога беше потребно кај кинеската страна да се добие поддршка на највисоко политичко ниво, се обратиме кај председателот Иванов. Тој направи посета на Народна република Кина, направи средба со председателот на Народна република Кина, силно се заложи за овој проект, проектот доби политичка поддршка, многу набрзо ги завршивме преговорите и се потпише и се отпочна со она што сите сте сведоци. Еве денеска е излезен огласот за 670 вработувања поврзани директно со овој автопат, а ќе следат уште многу во наредниот период. Меѓутоа, тоа е она што ви го говорам. Можеби во Уставот не вели дека председателот треба да и помага на владата во спроведување на економските политики. Но во срцето на Иванов тоа вели: сакам да и помогнам на Македонија и тоа го прави. За жал, нашите политички опоненти од СДСМ се чини дека никогаш не го разбраа овој процес. Тие политиката ја држуваат на малку поинаков начин. Погледнете го нивниот тим. Бидејќи до сега говорев за нашиот тим, за тимот на ВМРО ДПМН, на Груевски и на Иванов, погледнете го другиот тим, од другата страна. Исти луѓе, со ист начин на размислување, иста матрица, на нас за 20 години. Тоа се луѓе кои одобриле промена на името, тоа се луѓе кои одобриле територијална поделба, тоа се луѓе кои одобриле изборен фалсификат за да се остварат лични амбиции,
луѓе кои го блокираа парламентот и носењето на буџетот само заради остварување на собствена политичка моќ, луѓе аболицирани за своето криминално однесување, луѓе кои никогаш не излегле пред граѓаните со програма да кажат ова ќе работиме и никогаш не дале отчет за тоа што го сработиле. Таков е тимот кој му се спротивставува на тимот на ВМРО ДПМН, на Груевски и Небанов. Направете разлика, а разликата е сосема јасна. На Македонија не и треба председател кој што само ќе се спротивставува на владата затоа што доаѓа од друга политичка партија. Не и треба председател чија главна цел е својата политичка партија да ја донесе на власт. На владата, на народот, на граѓаните на Република Македонија и е потребен председател со кој што ќе соработува, кој што ќе работи во интересот, кој кога има нешто да искритикува, ќе го каже тоа на татковски начин со цел да се најде решение, а не по медиуми да се критикуваме и да правиме негативни поени за државата. Јас имам целосна почит кон членовите на СДСМ. Во нивните редови навистина има и извонредни луѓе, еден дел од нив ги знам. Но се додека принципите за работа на раководството на СДСМ остануваат исти, се додека не прифатат барем нешто од она што го прави ВМРО ДПМН, тие не го заслужуваат гласот дури ни на симпатизерите на СДСМ. Додека не почнат да прават програма, додека не почнат интензивно да се дружат со народот од каде што ќе ги добиваат идеите, додека не почнат напорно да работат, додека не почнат отчет да даваат за тоа што го сработиле, не го заслужуваат гласот дури ни на собствените членови. Дозволете сега, бидејќи се сепак председателски избори кои се спојуваат со парламентарните, да кажам неколку збори за однесувањето една друга политичка партија, за однесувањето на ДУИ и на дел од незиното партиско раководство. Иако се изборите редовни, ситуацијата во која што се наоѓаме не е баш вообичаена, да не речам не е нормална. Имено на самите избори предходеше една активност со која дел од раководството на ДУИ во желба за политичка моќ нивна, не на гласачите кои што ги представуваат, предлага кандидатот за председател да се избере консензуално помеѓу раководствата на политичките партии. На прв поглед, за некој што не е доволно упатен, кога ќе употребите збор консензус или консензуално, тоа значи нешто позитивно, нешто луѓето да се сложат околу дадена работа. Но во реалноста тоа значи блокада. Тоа значи дека раководството, односно дел од раководството на таа политичка партија утре треба да дава зелено светло на тоа кој ќе биде кандидат за председател на Република Македонија. Значи, кај нив треба да се обраќа целиот народ, кај тоа раководство, да имаат таа моќ за да кажат Ѓорѓе може, Петко не може, или обратно. Тоа е несериозно ознесување, подценување на народот и токму затоа ние не го прифативме. Потоа следеше второто. По неуспехот на оваа иницијатива, сега повикуваат на бојкот на председателските избори. Сега веќе не се ставаат над другите политички партии, сега веќе се ставаат над сите гласачи. Повторно е пораката иста. Ако ние од раководството, односно дел од раководството на ДУИ, не се согласуваме со кандидатот или нешто не ни се допаѓа, вие останатите не можете да изберете председател. И таа порака ја упатуваат и кон македонците, и кон албанците. Со тоа фрлајте им прашина во очи. Значи, тие се спремни да предизвикаат политичка криза, бидејќи неизбирањето на председател ќе значи политичка криза. Тие се спремни да предизвикаат политичка криза во државата само за да демонстрираат својата собствена политичка моќ. Не интересот на гласачите, не на албанците, не на македонците. Слушнавме исто така, јас не знам дали се овие информации точни, дека определени активисти на ДУИ се заканувале на луѓе вработени преку рамковниот договор, дека доколку излезат на овие избори, ќе ја загубат работата. Пораката е не се грижете, додека си ја вршите својата работа
никој не може да ви избрка. Но опасно е доколку се овие тези информации точни, бидејќи тоа е ставање на демократијата во втор план. Затоа, почитувани, овие избори не се обични. Затоа е важно да се повтори излезноста од локалните избори. Важно е за македонците да излизат во голем број, бидејќи секој оној кој што нема да гласа сега, дава потврда поддршка на овој пристап на ДУИ, на раководството, на дел од раководството од ДУИ. Ние тоа не може да го прифатиме. Истото се однесува и за гласачите албанци. Предизвикувањето на политичка криза значи кочење на сите политики што се спроведуваат од страна на владата. И покрај тоа, што во некои албански медиуми се обидува да се прикаже дека ВМРО ДПМН не работи во интерес на сите граѓани, самите албански гласачи знаат дека тоа не е точно. Со создавањето на политичка криза, сите проекти кои што се однесуваат и за албанските гласачи, но и за сите граѓани во Македонија ќе имаат кочење. И во исплаќањето на субвенции, и во давањето на зголемена социјална помош, и политиките за зголемување на платите, печатањето бесплатно на учебници, од кои што се печатат на неколку јазици, голем број на патишта кои што се градат из цела Македонија, неминовно од таквото однесување ќе има закочување. Не може од таквото однесување народот да има корист. Нити македонците, нити албанците, нити турците, нити властите, никој. Само демонстрација на политичка моќ на дел од раководството на таа партија. Затоа треба да се излезе во голем број, затоа треба сите граѓани да дадат поддршка на Иванов, да излезат на изборите, тоа е најважно, бидејќи тоа е поддршката за стабилноста на државата. И уште дополнение. Погледнете против каков човек тие повикуваат на бойкот. Човек со извонреден карактер. Човек кој во својот кабинет има и албанци, и турци, и срби, и роми. Представници од сите нации. Човек со широко срце. Човек кој никогаш немал националистички изјави во изминатиот период, нити се чувствува така. Па тој е консензуалниот кандидат за целиот народ. Тој е најдобриот човек во момент да ја представува Македонија. Подобар ли ќе најдеме? Затоа, почитувани, јас сум убеден дека и во вториот мандат Ѓорѓе Иванов ќе продолжи да се работи со истите принципи и да реализира уште многу проекти. Сега поискусен за еден мандат, уште посинхронизиран со владата на Република Македонија, бидејќи е сигурно дека ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија ќе ја формираат новата влада и дека заедно тимски ќе успееме да направиме уште повеќе проекти отколку изминатиот период. Бидејќи она што сите го покажавме, сите членови на владата, сите членови на ВМРО ДПМН, јас, Антонио Милошевски, Благоје Деспотовски, Никола Груевски, Ѓорѓе Иванов, дека за нас, за сите вас, државата, Македонија и народот е пред се. Да сте живи и здрави и да му дадеме поддршка на Иванов.